Не би можел да споделам таква една оценка дека на Македонија престои пролетна офанзива. Вам, на јавност се познати ставовите и на председателот и на премиерот. За мене приоритетно е да се спроведе рамковниот документ и спроведувањето на планот на влегување на македонски безбедност сили на територијата на Република Македонија. Во 2002 година, Македонија беше исправена пред сериозни политички и безбедносни предизвици. Заздравувањето на раните од конфликтот од 2001-та и враќањето на илјадниците раселени лица ќе се одвива исклучително тешко. За лицата кои бараат враќање, бараме обезбедување на соодветни услови за живење, што подразбира целосна реконструкција на живеалиштата, враќање на целокупната инфраструктура во претходната положба и гаранција на безбедноста на живењето во согласност со законите на Република Македонија и ратификуваните меѓународни договори. Като ми текне со 10 дена бега да изнесеш сега година, правеше на 28, ние на 8 избегав, точно 10 дена избегав. Овој ден ни е прв ден што се вративме, па изгледа денеска некој ќе остане, па некој што нема ниту кај да влезе во неговата куќа, ќе излезе од селото, а други ќе останат. Што да се врати? Мај куќата ќе ни ја направат, а по куќбината не се седи само зидови срце, не се седи. Уште 20 година не може да се вратим кај смо бил. Со ослови, со тие стока што смо има, како смо живи порано. Предстоеше мощно сложен процес на реинтеграција на околу 17% од македонска територија, каде мешовитите полициски патроли требаше да ја вратат контролата. Зошто имате само албанско знаме, нема и македонско? Па сега тоа е. Ќе ставите ли македонско? Па сигурно ќе стави. Вчера е ставен. А која улога игра, сад вие знаете по-рано. А зашто сте го ставиле? Па не знам. Одакле дошло тоа. Вчера е ставен. А вие не знаете дека е ставено тоа знаме? Знаме ние висило вчера оставен знамето, дека ќе дојде дали е тоа полиција. знак на револт? Не знак на револт. Република Македонија немаше, повеќе јасно беше дека контрола над целата територија, отпочнувајќи од Рачинова према Липково, во тој регион, натаму Тетово, на Кашипковица, тој дел исто така не се контролираше. Атмосферата се уште мирисеше на барот, политички гледано. Иако раковниот договор беше потпишан и веќе беа воспоставени одредени нови односи. Клучно за стабилизирањето на земјата беше усвојувањето на законите кои што произлегуваа од рамковниот договор, што представуваше и главен предуслов за организирање на парламентарните избори. Водењето на постапката за промена на Уставот создаде конфликтна атмосфера. Тогашниот председател на Собранието ја забави постапката на усвојување на промените. Во еден дел дури и настана промени на содржината на Охридскиот рамковен договор во делот на преамбулата и делот на нормативниот дел кој ја уредуваше положбата на верските заедници.
Меѓународната заедница беше во состојба на перманентна будност да не дозволи состојбите да излезат од контрола. NATO remains fully committed to helping with the re-entry process in the Terrible Valley villages and will continue to be part of that process. Залогот всушност беше регионалната стабилност. На Балканот му предстоеше исклучително сложен период. Постконфликтните состојби одеа во прилог на опозицијската СДСМ, чиј што рейтинг беше во константен пораст. Со излезот од владата, СДСМ обезбеди комфорна позиција, очекувајќи дека со сопственото дистанцирање од одговорноста за конфликтот ќе може да продолжи со обвинувањата кон ВМРО ДПМНЕ во насока на придобивање на мнозинството од македонскиот електорат. Доближувањето на изборите дополнително создаваше тензија во секој дел од општеството. Опозицијата до максимум ја користеше секоја можност за нова тензија и нов притисок, иако беше тешко време. ВМРО ДПМНЕ пак, соочена со сигурен изборен неуспех во случај на предвремени избори, беше принудена да тактизира. ВМРО ДПМНЕ е за одржување на предвремени парламентарни избори. Но во секој случај ние треба да имаме ситуација во која што ќе се создадат неопходните услови за одржување на предвремени парламентарни избори. Ние во моментов имаме ситуација во која што во голем број на села, во голем дел од територијата не можат да влезат полицијата и армијата на Република Македонија, а воопшто да не зборуваме за некоја изборна комисија која што ќе спроведе фери демократски избори. Тоа покрајната мощното пролонгирање на изборите ги вклучуваше и обвинувањата дека со излезот од широката коалиција, СДСМ всушност го обструирала процесот на усвојување на законите. Политичките партии на албанската етничка заедница исто така беа исправени пред предизвикот како да одговорат на променетата ситуација. Со останувањето во владата на ВМРО ДПМНЕ, ДПА очекуваше дека ќе успее да ги оневозможи поранешните припадници на ОНА да стапат на политичката сцена. Истото го посакуваше и ПДП, но поради неуспехот за адекватно позиционирање за време и по конфликтот, имаше далеку послаби позиции. На 18 јануари оставка поднесе Доста Димовска, заменикот премиер и шеф на владиното координативно тело за справување со кризи. Таа го обвини премиерот Георгиевски за непридржување кон планот за враќање на мешовитата полиција во поранешните конфликтни региони. Сепак, оставката од ваквата важна функција не го доведе во прашање законот за локална самоуправа, кој беше изгласан во парламентот на 24 јануари. Наредниот ден, веднаш следеше реакцијата на Хавиер Солана, кој истапи со охрабрувачка вест дека е донесена одлука за започнување подготовки за донаторската конференција. Мислам во Лондон беше организирана за да и се обезбеди на Македонија помош во финансиски средства, некои грантови или некои леснителни кредити за да може да ги совлада последиците од војниот конфликт. Генералниот секретар на НАТО Џорџ Робертсон при посетата на Скопје на 7 февруари ги реафирмираше перспективите на Македонија за идно членство во Алијансата, отфрлајќи ги се погласните наводи за можна пролетна офанзива на АНА во Македонија. Посетата на председателот Трајковски на Соединетите држави на почетокот на февруари и средбите со високите представници на американската администрација покажа дека Македонија и натаму може да смета на поддршката на САД во напорите за стабилизирање на земјата. Трајковски воедно побара признавање од САД под уставното име и под директно вклучување на Вашингтон во изнаоѓањето решение за разликите меѓу Скопје и Атина во спорот околу името. Our country has the right to call what we call ourselves, and we do expect the recognition of our name by the constitutional name. Also, I do expect that this issue will be solved this year.
And also I invite Secretary Powell to pay visit soon to Macedonia, and also I encourage him to encourage other countries to follow the example of the Republic of Macedonia as a good way of making societies as their states as a multi-ethnic states. Фактот што уште во првите денови од јануари беше реализирана посетата на министерот за надворешни работи Слободан Чашуле на Атина, покажа дека разговорите со Грција околу спорот со уставното име добиваат на динамика. Јас отидов таму затоа што сметав дека мора да се воспостави комуникација со Грција по секоја цена, но не по цена на името. Значи по секоја цена за да се сочува името. И отидов и со Папандреу седнав и му реков дека од него како личност со политичко педигре и со политичка сила се очекува како премиер како министер за надворешни работи на земја членка на НАТО и на Европската унија да биде предводник во регионот, да биде шампион на интеграцијата. И дека за да тоа се оствори треба таа своја политичка проекција да ја реализира и преку Република Македонија. И седнавме да разговараме за тоа како би го елиминирале прашањето за името кое и ден денеска не се расчисти. И ние тогаш разговаравме за една комбинација на времената спогодба и меѓусебните комуникации со меѓународната јавност како трет елемент. Идејата беше, и не морам да признам, ја прифати Папандреу, да размениме писма со намери. Ние да кажеме дека нема да се противиме Грција да ни се обреќа на име кое ќе биде замена за референцата, а тие да прифатат дека ние не можеме да го смениме нашиот устав и да се откажеме при тоа историското име кое го има Република Македонија, кое е остварено како придобивка на победата над фашизмот со актите на Асном. Љупчо Георгиевски имаше 98 година предлог кој денеска е прифатлив. Република Северна Македонија. Го изгореа одма предлогот, затоа што беше у време кога не беше за решавање, никој не беше заинтересиран да го реши. Истиот предлог кој денеска е прифатлив, тогаш не беше. Сакам да ви кажам, тоа беше период кога никој немаше да го решава спорот, зашто немаше зорт за решавање. Сега кога доаѓате пред НАТО и ЕУ, кај што имате интерес да влезете, сега ќе преговарате, не претходно. Зашто би преговарале претходно? Ако не влагаме у НАТО и ЕУ, никогаш не би преговарале. Зашто би преговарале? Би живееле со тоа Грција дека има проблем со тоа, други држави нема, никому ништо. Отидовме со председателот Трајковски во Вашингтон на средба со државниот секретар Колин Пауел. И тој не праша до кај сте. И сад Борис, за жал, затоа што тогаш веќе се наоѓаше во некаква чудна извитоперена кохабитација со собствената партија што го избра. Премиерот не го беше информирал за овие чекори што ги бев направил јас. И почна да зборува општо. Павел, кој беше многу добар човек, меѓу другото, се уште е, фала Богу и пријатели сме. Му рече, добро, во ред, председателе, јасни ни соопштите контура и министрот да каже сега на практичен план што е направено. Јас му кажам, ова што ви го кажа сега, дека со Папандреу сме на пат да го направиме. Тоа писмата беа готови, требаше само да се потпишат. На излегување, председателот Трајковски забрза чекорот, бидејќи беше поголем од мене, јас требаше да трчам по него за да излеземе надвор. И стаса пред новинарите, пред мене, рече до крајот на годината ќе го решиме прашањето за името. Мене ме фати треска. Не. Работата беше да не се соопштува ништо, додека не се постигне визната либерализација, помошта, кандидатурата за НАТО, спонзорството и откако сето тоа ќе се соопшти, да се каже дека грците ќе ни се обраќаат како Република Македонија Скопје, меѓународната заедница ќе може да бира да го надомести Фиром со тоа или да не вика по уставното име во меѓународните организации. Тоа што сега ќе биде решено. За тоа влијаеше и декемврискиот предлог на меѓународната кризна група. Со документот се предлагаше името Република Македонија напишано на латиница да биде за меѓународна употреба,
додека името Горна Македонија за билатерална употреба со Грција, со паралелно откажување на Македонија од античкото културно-историско наследство. Со образложението на меѓународната кризна група дека иницијативата има за цел да го зајакне идентитетот на Македонија, нејзиниот народ и јазик, што се оспорувани од страна на соседните земји, избина видели на клучната агенда на Грција – обезличување на македонскиот идентитет. Феноменот на меѓународната кризна група и нејзините глупости во целиот овој наш обид да изнајдеме некакво излазно решение е израз на немоќта на Европската Унија и на НАТО да, заради собствените механизми и немањето на политичка волја, ова прашање да го елиминираат. За меѓународната заедница приоритетно беше стабилизирањето на Македонија, поради што притисокот не беше насочен кон компромис со Грција, туку кон усвојувањето на клучните закони од рамковниот договор. По 7 месеци од киднапирањето на блиските и по 2,5 месеца престој во собранието, роднините на киднапираните македонци со отворено писмо до Али Ахмети побараа конечно да им ја каже вистината. Имајќи во предвид дека вие за сето од свое време на конфликтот во Република Македонија бевте на највисокото место во хиерархијата на ОНА, сметаме дека сигурно имате податоци за тоа каде се наоѓаат нашите најблиски. Македонскиот блок политички партии Сдружениот Тетово застана за ваквиот потек на роднините на киднапираните лица, но и со став дека за законот за амнестија не треба да има никакви расправи се додека не се дознае судбината на 12 киднапирани. Кој е тој парламент? И дали има тој морално право и кредибилитет избран од народот да расправа за таков еден закон без да ја знаеме ова судбина? Навистина ова е измачување на целата и понижување на нас како македонска јавност, да се разбереме. И ние сме за тоа. 2 месеца седимо, а ништо не знаеме. А они дава амнестија. На 7 март, парламентот го изгласа долго очекуваниот закон за амнестија на поранешните припадници на ОНА. ВМРО-ДПМН оцени дека со законот се дава шанса на мирот, додека расформираната ОНА го карактеризира како крупен чекор во реализирањето на мировниот процес. Малце луѓе знаат дека во Македонија има само еден човек во затвор, албанец, одговорен за конфликтот од 2001. Тој човек апсолутно не е ниту од командантна структура, ниту е војник што го препознаваме по звучните имиња на команданти. Е човек за кој што неговиот татко моли и кажува дека е со здравствена и психички нестабилна состојба. Никој точно не може да дефинира зашто токму тој човек е во затвор. Тој е како синоним на единствениот затворен албанец, нели од друга страна имаме и Трчуловски кој се наоѓа во Хаг, Љубе Бушковски со завршен еден судски процес. Тоа е иронијата која ни се случи потоа, да нема ниту албанците ја почувствува правдата, да речеме дека е извршена, ниту македонците. Успехот во изгласувањето на контроверзниот закон не беше случаен, бидејќи за неколку дена се организираше донаторска конференција. Финансиската поддршка беше потребна за спречување на економската стагнација и колапсот на македонската економија, бидејќи се проценуваше дека 7-месечниот конфликт ја чинел државата 700 милиони евра. Успехот на конференцијата ги надмина очекувањата, со одобрен пакет финансиска помош од 515 милиони долари, од кои 275 милиони долари за поддршка на макроекономската стабилност. На почетокот да изразам големата благодарност од името на владата на Република Македонија и од името на граѓаните на Република Македонија за навистина несебичната поддршка што денеска донаторската заедница ја даде на Република Македонија преку одобрување на средства повеќе отколку што и очекувавме и кои што средства треба да допринесат за враќање на земјата во колосекот во кој што беше тргната
на почетокот на 2000 година, кога спроведе голема група на економски реформи и кога работите тргнаа во вистински правец. Таму се набележи околу 500 милиони долари таа помош што требаше да биде дадена. Колку што знам, таа не е во целост остварена, но делумно е остварена и многу има значење на обезбедување стабилноста во државата. Во почетокот на април, полицијата со мешан етнички состав влезе во Шипковица и Слупчане, кои представуваа главни упоришта на поранешната ОНА. Денешното влегување на етнички мешани полициски патроли во Слупчане од представниците на меѓународната заедница, од представниците на локалните власти и координативното тело, оценето како завршување на процесот на реинтеграција во Кумановско-Липковскиот регион. На политичката сцена настапи меѓуалбанската пресметка за подобро позиционирање кај електоратот. Иницијативата на Али Ахмети за формирање на Сеалбански политички совет, во кој кон крајот на февруари влегоа и ДПА, ПДП и НДП, наместо да обезбеди единство и консолидација во реализацијата на агендата околу рамковниот договор, се претвори во арена за меѓуалбански политички судир. Она што мислам дека представува опасност и кое што предизвика и најголем број на вознемирување и реакции во јавноста е дали ова тело или овој совет има амбиции или претензии да се формира како некоја паралелна институција во Република Македонија, што би било апсолутно неприфатливо и што би било апсолутно спротивно на духот и на словото на рамковниот договор на кој што се повикува овој совет. Вооружената пресметка помеѓу АНА и поранешната ОНА околу седиштето на Координативниот совет во тетовското село Мала Речица на 25 март ја покажа и другата димензија на судирот. Во исклучително остар тон, во својство на председател на Координативниот совет, Али Ахмети изјави дека нападот го извршиле познати криминалци и убијци на албанското битие. Една недела подоцна следеше нов вооружен инцидент, овој пат насочен против ДПА. Околу 1 час од ноќеска имаше силни пукотници, експлозија имаше митралески истрели. Само видовме 2-3 коле побегнаа надоли тоа. Какви коли бе? Па црни бе. После пукањето побегнаа? Не, уште пукаја. Уште пукаја. Со автоматско оружје и золја од непознати лица беше нападнат ресторанот Дора во самиот центар на Тетово, кој важеше за алтернативно седиште на ДПА. Нападот, кој имаше за цел ликвидација на подпредседателот на ДПА Мендух Тачи, освен материјални оштетувања, заврши без жртви или повредени. Оценката на ПДП и НДП дека зад нападот стојат криминални структури наспроти ДПА, која го окарактеризира инцидентот како политички мотивиран и насочен против партијата, стана повод за жестоки вербални обвинувања. Има ли шанси ДПА да го напушти Сеалбанскиот сојуз? Има едина шанси да ДПА форсира својот темпо да се артикулираат интересите на албанците и да не дозволи да координативното тело биде трамболина од каде ќе се лансираат непринципиелни напади кон неа. Ние сме во Албанскиот совет, во тој совет координативен и мислам дека не сме ниту најавиле, ниту кажале дека не остануваме. Ние се надеваме дека и таа нервоза во ДПА ќе помине набргу и тие полека ќе анализираат зошто и како и што е целта на координативното тело и веројатно ние очекуваме дека ќе се вратат. Но поставување на услови, тоа за нас е неприфатливо. Исходот можеше да се насети. На 10 април ДПА објави дека го замрзнува членството во Координативниот совет на Али Ахмети. Тоа го навести распадот на Координативниот совет и го означи воведот во престојното рекомпонирање на албанскиот политички блок во пресред на изборите, што беше неизбежно. Тој неуспешно заврши поради, ја мислам, две причини. Прво, беше
присаството на ДПА во владините структури и тоа чувството на моќ и неспремност на некој кој не бил вклучен во целиот политички процес да му се подложат. Пошто иницијативата беше таква да тука бидат политичките партии, но да бидат и представниците на она. Ја мислам дека тоа у таа фаза пропадна малце поради така персонална неспремност а малце поради непознавање на луѓето, пошто и не се познава у тоа време. 2002 година беше година во која се реализираа неколку капитални проекти. Тоа беше годината кога е осветена Свети Климентовата црква на Плаошник, како и милениумскиот крст на Водно. Весели сме, радосни, оти се отвори нова црква на Свети Климент и Пантелеймон. Тоа е државна убавина на државата, празни, свечено го прославиме сите заедничко од цела Македонија. За Плаошник пола го прифаќа, пола не го прифаќа. Но Охрид им го направи Плаошник, тоа го изгубија. Гласа за тие што беа против Плаошник. Проектот за спас на Дојранското езеро е колосално дело кое представува гордост, предизвик и символ на борбата за исправување на една голема неправда кон природата. Неверојатен фактот е дека во долниот тек Јордан има помалку од 1000 метри во секунда вода која тече. Значи, онаа што ние го пуштаме сега во Дојранското езеро е рамно на една славна по својата духовна вредност река Јордан, меѓутоа по големина е такво чудо. Со изградбата на хидросистемот и доведувањето дополнителни количества вода во Дојранското езеро, направен е најголемиот чекор за спас на езерото, како и за враќањето на животот на овие простори. Во овој контекст, не смее да се изостави ни враќањето на пензиите, кои беа намалени од претходната влада на Црвенковски, како и продолжувањето на процесот на денационализација. Во 2002 година, освен што превршуваше враќањето на 8% на пензионерите, таа година донесовме одлука за зголемување на пензиите на пензионерите за 6%, што беше прво такво зголемување од почетокот на самостојноста на државата. Председателот Трајковски и премиерот Георгиевски беа во заладени односи, што се одрази и врз отсуството на координација помеѓу председателот и владата. Дополнителна конфузија внесуваше одредувањето на датумот на изборите. По долги преговори, на 30 април, конечно стана познато дека изборите ќе се одржат на 15 септември. Јас ви соопштувам дека одлучив изборите да ги распишам за 15 септември, но се разбира решението сега немам право да го донесам, туку ќе го донесам откако ќе биде донесен законот и тогаш кога законот ќе ми даде овластување да го донесам. На барање на председателот Трајковски, на 22 мај, НАТО донесе формална одлука за продолжување на мисијата за дополнителни 4 месеци. Тоа, како и ветото на цивилниот администратор на Обединетите нации на Косово Михаел Штајнер, со кое се поништи резолуцијата на Косовското собрание за оспорување на пограничниот договор меѓу Македонија и Сојузна република Југославија, требаше да обезбеди гаранција за стабилност и безбедност на земјата. Господин Штајнер потпиша една одлука, би рекол, каде што практички ова резолуција на временното Косовско собрание ја прогласи за ништовна и документ кој не произведел правно дејство. Македонски представник на Евровизискиот фестивал кој се одржа во Талин, Естонија, беше Каролина Гочева.
И покрај одличниот настап, на крајот, Каролина се пласираше само на 19-тото место. Предлогот на Георгиевски за заедничко коалицирање со Црвенковски во западниот дел од државата беше исклучиво од тактичка природа. Ова е отворена понуда на Социјалдемократскиот сојуз и се надеваме дека СДСМ за доброто на Република Македонија позитивно ќе одговори на оваа наша понуда. Никој не веруваше во можно коалицирање помеѓу острите политички ривали. Координацијата во политичкото делување на старите партнери Георгиевски и Андов ја најави предизборната коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и Либералната партија. Амбицијата на оваа коалиција е многу јасна. Победа на изборите на 15 септември. Сметаме дека услови за тоа многу имаме. Условите се во нашата мината политика и во нашата идна програма. Известно беше и коалицирањето на СДСМ со ЛДП, како традиционални партнери од коалицијата за Македонија заедно. Тактизирањето на Социјалистичката партија пак го навести нивното излегување од коалицијата за Македонија заедно, додека се поизвестно беше влегувањето во неа на Демократскиот сојуз на власите, Демократската лига на бошњаците и Обединетата партија на ромите. Изјавата на Георгиевски во април дека зад нападот на ресторанот Дора стојат сили кои се против ДПА и сакаат да ја растурат коалицијата ВМРО, ДПМН и ДПА, покажа дека овие партии ќе ја продолжат постизборната соработка. Дали последното сообщение значи дека ДПА ќе коалицира со ВМРО повторно? Па, мислим дека по-провокативно прашањето би било дали ќе коалицираме со СДС, бидејќи е нормално дека со ВМРО имаме тесна соработка. Ваквото позиционирање на ДПА по остриот судир со ПДП беше предодредено и од се поизвестниот политички ангажман на Али Ахмети и расформираната ОНА. На 27 мај конечно се случи тоа што сите го очекуваа. Ахмети и официјално ја објави иницијативата за формирање на новата политичка партија. Во иницијативниот одбор, покрај Ахмети влезе и поранешниот воен лидер на ОНА, Гзимо Стрени, како и поранешни команданти, политичари и интелектуалци. Ексхумацијата на телата на загинатите албанци кај Љуботен, што по налог на Хашкиот трибунал за воени злосторства беше спроведена во април, внесе нов момент во предизборието. Информациите се дека Хаг ќе покрена обвинение против луѓето што направија злосторства за време на војната криза во Македонија, а мислам дека такви луѓе има и во институциите на државата. Иако формално не беше покренато обвинение против министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски, беше иницирана кампања под мотото "Не го даваме брат Љубе во Хаг". Кај нас е силата на аргументот. Ние не навлеговме во туѓа територија, не извршивме агресија, ги браневме своите домови. Тоа е со уставот, со законот загарантирано. Затоа имам дадено заклетва пред македонскиот парламент и пред граѓаните на Македонија и само пред нив можам да положам сметка. Предизборната кампања очекувано помина во знакот на меѓусебните обвинувања и популистички ветувања. Јас не предпоставувам, јас не се надевам, јас не очекувам. Јас точно знам што ќе се случи на 15 септември. На 15 септември народот ќе ја земе судбината во своји раце. На 15 септември се редовните парламентарни избори во Република Македонија. Се бира законодавна и извршна власт, а не се одлучува да се биде или не, како што најавуваат оние кои додека беа на власт ја доведоа Македонија до потпол, морален, материјален, духовен и политички колапс. Ние ќе респектираме волјата на граѓаните,
а од друга страна остануваме и на тезата дека не само за Али Ахметов, туку за било која личност која што била директно инволвирана во конфликтот минатата година, дека исто така ќе нема место во извршната власт во Република Македонија. Токму Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше главниот промотор на рамковниот договор и беше главниот промотор на амнестијата која што им беше дадена на терористите. СДСМ и лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски беа тие кои што велеа дека во рамковниот договор не треба да се смени ниту запирка и дека час поскоро треба да биде усвоен. СДСМ имаше значително поголем маневарски простор за анимирање на поддршката од македонскиот електорат. Со обвинувањата на адреса на ВМРО ДПМН за неадекватниот одговор на конфликтот од 2001-та, СДСМ настојуваше да се дистанцира од одговорноста, представувајќи го својот влез во широката коалиција како своевиден спас за Македонија. Тие што мислат дека ова го правам и во ова учествувам заради власт, се лажат. Мојот мотив е многу посилен, многу поголем за мене, многу поважен. Имам две деца што ми се најскапото и највредното на светот. Не ми е сеедно во каква држава ќе живеат. Не ми е сеедно каков живот ќе живеат. Не ми е сеедно дали ќе се гордеат со народот на кој припаѓаат или цел живот ќе одат со наведнати глави, понижени и посрамотени. Опозицијата излезе со неразумни ветувања кон граѓаните, но тоа беше период кога граѓаните го прифаќаат. Тогашниот лидер на опозицијата Бранко Црвенковски излезе со тезата дека ќе вработи по еден член од секое семејство во Република Македонија. Во сите тие анализи се покажува дека кај граѓаните има една константа од првиот ден до денешниот ден, дека имаат рационални економски очекувања. Меѓутоа, на база на рационални економски очекувања, доаѓаат политички актери кои ветуваат. Македонија во која ќе нема ниту едно семејство без барем еден редовно вработен. Тоа беше катастрофа. Значи, едно од најголемите неостварени ветувања во историјата на Република Македонија, би рекол, лага на деценијата. Може би повеќе од една деценија. Најголема. Не се сеќавам на некоја поголема лага на политичар во овие 20 години од она на Бранко Црвенковски дека ќе вработи по еден во секое семејство. Кај албанскиот политички блок, ДУИ и ДПА не се разликуваа многу во предизборната кампања. ДУИ имаше далеку поповолна позиција, бидејќи можеше не само да ги потенцира своите заслуги во борбата за правата на албанците, туку и да ја обвини ДПА за влошената економска положба на оваа етничка заедница. На ДПА и преостана со радикализирање на реториката и вклучување на поранешните команданти на она во избирачките списоци да се обиде да и парира на ДУИ. Луѓето што доаѓаат во ДПА ги скина униформите, војни униформи и стана политичари. Мислам дека сме во позитивен процес. Од друга страна, неуспехот на ПДП да издействуваат коалицирање со ДУИ ги остави на маргините на политичките настани, исто како и НДП. ПДП беше до моментот на појавување на Демократската унија за интеграција најмоćната и најсилната политичка партија меѓу албанците. Иако ДПА во периодот 2008-2000 беше сама на влада, она никогаш, тоа треба да се потенцира, дека абсолютно никогаш како партија нема добиено избори меѓу албанците. Големи превирања се случија во Македонската православна црква, предизвикани по усогласувањето на текстот на нацртот на така наречената Нишка спогодба за воспоставување црковно единство меѓу Српската православна црква и Македонската православна црква од 17 мај, со кој се предвидуваше автокефалноста на Македонската православна црква да се сведе на автономија, а името да се промени во Охридска архиепископија. Кога виде одредени ретроградни структури во Србија, дека не може така лесно да го оспорат она што еден ден ќе биде признаено од сите. Прво, дека Српската црква е ќерка на на Охридската архиепископија и дека асимилацијата на Македонската црква во Српската подосна е политичко прашање на Отоманското царство и подосна
на југословенската политика и кога видува дека не може да ја оствара таа своја позиција, да докаже дека нашата црква е српска, па според тоа и ние сме Срби, тие се обидува преку Нишката спогодба која беше канонски можеби издржана, но политички доста јасна измама на македонскиот народ, го измислија Вранишковски. Митрополитот Јован Вранишковски објави дека ја отцепува белешко по Вардарската епархија од Македонската православна црква и стапува во екуменско единство со Српската православна црква. Не ни треба тако владика у Велес, да ни ја продава црквата. На 8 јули следеше одлуката на Синодот на Македонската православна црква за расчинување на Јован Вранишковски. Македонската православна црква, Светиот архиерейски синод, ја донесе конечно вистинската и праведна одлука во вистинскиот момент да се разреши владиката Јован и да биде испратен. Денес дојдов на овој чин заради тоа што ова е крај на владиката Јован во Велешката епархија и не сакав да го испуштам. Ние и ден денеска со тој човек имаме проблеми, а тој се придружи кон ова не од убедување, туку затоа што во својата, како владика, во својата епархија имаше крупни проблеми за кои мораше потоа да одговара кривично. По големите реакции на македонската јавност, нацртот на Нишката спогодба едногласно беше отфрлен од Синодот на Македонската православна црква на 6 јуни 2002 година. Состојбите околу Македонската православна црква, посебно настојувањата за промена на името во Охридска архиепископија, покажаа дека Грција не остана настрана од настаните во Македонија. Сепак, обидот на Атина да го искористи истекот на времената спогодба на 13 септември за да изврши дополнителен притисок за промена на уставното име, остана безуспешен. Македонија се соочи со една меѓународна политика која што ја ставаше во обрач. Обрачот беше составен од тоа што ако од една страна Грција не прифаќаше решавање на името во кое што ќе има Република Македонија, Србија пак и до ден денеска не ја прифаќа Македонската православна црква. Обидот да се победат практично овие два соседа беше некако неуспешен, затоа што до денеска се знае дека тоа е координација практично на двете прашања. Ако се признае Македонска православна црква, ќе се признае и името Македонска православна црква, практично, а Грција исто така не го признава името Македонија, бидејќи се тие две работи поврзани, затоа и не се решаваат. Ќе се решат или во моментот кога ќе се реши прашањето со Србија или прашањето со Грција. Без поддршката од САД и ЕУ, за кој приоритет беше стабилизирањето на Македонија, Грција мораше да се согласи на продолжување на времената спогодба за 1 година. Со наближувањето на датумот на изборите се вжештија и меѓуетничките тензии. На 26 август, двајца македонски полицајци беа убиени во Гостивар, пошто следеше експресна реакција на МВР за апсење на виновниците. Ние како полиција ги знаеме организаторите на овој гнасен чин, ги знаеме исто така извршителите. Полицијата приведе 2 лица за кои се сомнева. Сам дека имаше голем број на обиди за враќање на состојбите во 2001 година, но нема тие случаи на политичка подршка. Нема ниту во целина партиите што беа на власт, исто така и партиите што беа во опозиција, така да проценките беа дека сепак тие се изолирани, настани случаи кои што не можат да дестабилизират Република Македонија. Неколкудневната криза со киднапирањето на 5 македонски патници кај селото Жеровјане успешно беше разрешена со медиаторството на Црвен крст. Според сознанијата, оваа група е тесно поврзана со Али Ахмети и требаше фактички да испровоцира вклучување на Али Ахмети во ослободувањето на заложниците,
со што Али Ахмети би се промовирал како миротворец. На 4 септември, двајца албанци беа убиени на патот Тетово-Гостивар, пошто следеше и убиството на еден полицаец кај Тетово. Неколкуте бомбашки напади на штабот на ОНА во Скопје, како и најавите за апсење на Ахмети, дополнително ги зголемија тензиите во пресрет на изборите. Али Ахмети не може да држи митинг во Скопје. Ако сака да се предаде на македонските правосудни органи без да тоа го прави македонската полиција, тој може да дојде во Скопје. Мобилизирањето на меѓународната заедница беше очекувано. Хавиер Солана, на средбите со државниот врв и лидерите на политичките партии, повика на помирување и толеранција. Беше договорено патролирањето на македонските безбедносни сили во Тетовскиот регион да се врши во стриктна координација со НАТО и ОПСЕ. Денеска изутрина околу 4 часот во местноста Раштански Лозија, 7 члена вооружена група извршила напад врз полициска патрола. Групата, превезувана со комби, се движела од север од Љуботен спрема Скопје. Вооружената група од полициската патрола била предупредена да застане, но бидејќи отвориле оган од автоматско оружје врз полицијата, во оружената престрелка 7 се уште неидентификувани лица биле усмртени. Во тек се мерки за утврдување на идентитетот на усмртените лица, а првичните сознанија на МВР укажуваат дека се работи за странски државјани, најверојатно од Пакистан. Па нашите првични сознанија, секако и на претходната веќе откриена терористичка група, напади на значајни објекти, на странски дипломати, најверојатно од Соединетите Американски држави, Германија, Англија, оние кои се најотворено вклучени како и Република Македонија во борбата против глобалниот тероризам. Изборите го потврдија очекуваното. Победи коалицијата за Македонија заедно, која освои 40,46% од гласовите, со обезбедени 60 пратенички места. Коалицијата на ВМРО ДПМН успеа да обезбеди подобар резултат од првичните проценки, со освоени 24,4% од гласовите, што и донесе 33 пратеници во парламентот. Во овој момент е потполно јасно дека ВМРО ДПМН како политичка партија и либералната партија нема да бидат во можност да ја составуваат новата влада на Република Македонија. Ние би сакале во овој момент неформално да им честитаме на победниците на Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција. Победник од партиите на етничките албанци очекувано беше ДУИ, со освоени 11,8% од гласовите или 16 пратеници, додека ДПА со 5,2% обезбеди само 7 пратеници. ПДП успеа да обезбеди 2 пратеници. Се разбира, албанците ја прифатија новоформираната партија, зашто беа убедени дека тие носителите, раководството на таа партија, беа носители на активностите за промена на Уставот на Република Македонија, кој, повторувам, од страна на албанците се сметаше како генератор на кризата во меѓуетничките односи и како бетонирање на нивните надежи дека може да бидат рамноправни во Република Македонија во сите области: образование, употреба на јазик, употреба на знаме, начин на одлучување во собрание и така натаму. Во сите постконфликтни консталации тоа е нормална. Ја мислам дека би била нормална реакција, затоа што тие ДУИ реално го промовираше фактот дека тие беа причината за постигнување на Охридскиот договор, кој некои работи ги разморда. Албанците и се одолжија на водството на ОНА, сега претворена во политичка партија ДУИ, за постигнатото промената на Уставот на Република Македонија.
Многу јак тресок. Многу и одма знаевме дека е нешто бомба. Конститутивната седница на новиот парламент на 3 октомври се одржа во тензична атмосфера, откако беше фрлена бомба врз парламентот, што беше проследено со протести на роднините на убиените, киднапираните и исчезнатите од конфликтот. Али Ахмети не беше присутен на седницата, поради опасноста неговото појавување да не предизвика револт кај македонците. Господинот Ахмети ќе дојде во собрание на Република Македонија, меѓутоа Кога ќе дојде? Па ќе дојде од наредните седници, сигурно ќе биде присутен. Победата на Дуи кај албанскиот електорат ја правеше оваа партија единствена алтернатива за одржлива коалициска влада. Меѓутоа, Црвенковски требаше да го погази зборот за некоалицирање со Дуи, што и се случи. Со завршување на изборите во 2002 година и победата на Дуи кај албанците се создаде една мачна атмосфера во однос на тоа како да се состави идната влада. Победата на СДСМ, иако беше убедлива, сепак беше горчлива за нив, зашто требаше за прв пат да седнат на преговори со припадниците на ОНА претворени во политичка партија. Преговорите за составување влада главно се фокусираа околу настојувањето на Дуи на добивањето на министерското место за внатрешни работи, одбрана или за надворешни работи. Сепак, Ахмети на крајот се откажа од ваквите амбиции како и од сопственото министерско место во владата. Дуи доби 4 министерски функции – за правда, здравство, образование и транспорт, како и вице-премиерско место во владата. Се разбира дека тие преговори одеа многу тешко, со една затегната атмосфера, меѓутоа сепак тогашниот СДСМ остана на ставот дека сепак победничката партија кај албанците треба да биде учесник во креирањето на идната влада на Република Македонија. Доцна вечерта на 31 октомври, парламентот со 72 гласови за и 28 против ја изгласа новата коалициска влада. На тоа му претходеше повеќе часовна расправа. Љупчо Ѓоргиевски остро ја нападна СДСМ, како и председателот Трајковски, што дозволиле формирање на нова влада на терористи. При тоа, тој јавно се извини на гласачите за поддршката на Трајковски на председателските избори во 1999-тата. Во своето експозе, новиот премиер Црвенковски го истакна албанскиот придонес за заедничката држава со македонците, како клучен фактор за иднината на Македонија. Некогашните терористи, со целосно одговор, денеска се главната гаранција за стабилноста во Македонија, што е најважно за идентитетот на македонскиот народ. И тезата на Дуи дека на албанците не им одговара, е спротивно на нивните интереси, со промена на името македонскиот народ да го загуби својот идентитет, бидејќи тогаш албанците ќе мора да војуваат, да се спротивставуваат, не мислам на војна, туку политички, демократски, да се спротивставуваат на интересите на Белград и на Софија во Македонија, албанците не можат таквите расправи да ги водат сами без македонскиот народ. Меѓутоа, новата влада беше исправена пред сериозен тест. Црвенковски беше свесен дека нема да може премногу да тактизира и дека ќе мора да направи сериозни отстапки на Дуи. Главниот предизвик беше имплементацијата на изгласаните закони од рамковниот договор. Спроведувањето на пописот на населението по периодот од 1 до 15 ноември представуваше знак за враќањето кон нормализација, иако беше сосема известно дека истиот од самиот старт ќе биде оспорен. Следеше пописот, еден сложен процес. Во секоја нормална држава тоа е само техничка операција, но не и кај нас, за жал, затоа што се сведе на бројки со рамковниот договор.
албанците, иако претендираат да станат државотворен народ, таму фигурираат како 20%. Како население што е над 20% и пописот е крајно ispolitизиран во Македонија само поради тие бројки. И тој попис де факто на некој начин ги потврди албанските тези дека пописите од порано, од 94-та и така натаму, не биле реални и објективни, зашто бројката од 18-17% на учеството на албанците се искачи на 25 и нешто посто. Процес кој на некој начин полека создаваше една форма на институционализирање на Охридскиот рамковен договор, преточен сега во уставни одредби, спроведување на устав, разоружување на она, одржување на предвремени парламентарни избори и така натаму. Тие резултати се спореат од одреден број или на македонци, односно политички партии, експерти и така натаму. Истото се случуваше и меѓу албанската јавност. И тие од друга страна не се согласуваа со таа бројка. Тие сметаа пак дека нивниот број е многу поголем отколку што покажува Државната пописна комисија. На 19 октомври 2002 година, додека играше кошарка со своите пријатели во Тетово, беше убиен 18-годишниот матурант Ванчо Јосифовски. Овој настан длабоко ја вознемири јавноста. По тој повод, Средношколската унија на Македонија на 23 октомври организираше марш за запирање на насилството и осуда на убиството во повеќе градови низ државата. Сакаме да сочувствуваме со семејството на загинатиот, знаеме дека тоа не им вреди многу, меѓутоа е многу повеќе искрено од срце за разлика од она сочувство на претседателот и останати. Со повеќе од 30.000 учесници, тоа беше најмасовен граѓански собир. Владината коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ беше најпосакуваната опција кај меѓународната заедница. Вклучувањето на поранешните борци на ОНА во владата имаше ризици, но ветуваше најбрза стабилизација и меѓуетничко помирување. Токму на тоа настојува САД и ЕУ во напорите за одржување на стабилноста на Балканот. Со стабилизирањето на Македонија, тие можеа да се фокусираат кон реализирањето на најчувствителното прашање на Балканот, регулирањето на статусот на Косово, чија што независност стануваше се поизвестна. Очигледно дека меѓународната заедница направи пресврт во Македонија по два основа. Успеа да направи историски договор за Македонија во однос на решавање на албанските прашања. Втората работа што ја направи е да не се даде можност повторно на истата коалиција на Георгиевски и на ДП да победи на изборите. Запознавањето на Бранко Црвенковски со Ахмети и практично, според мене, убедена сум, наложувањето да се создаде една нова влада, беше исто така резултат на меѓународната заедница и на тоа како треба. Беа веројатно убедени дека тие што се бореле за Охридскиот договор треба да го спроведат Охридскиот договор. Меѓународната заедница си спаси образ. ДПА ја симна власта и нема никогаш да се врати вака како продолжи. ВМРО преживеа страшна криза, ама од неја излезе, од движење стана партија, значи успеа да извлече позитивни придобивки за себе си. На 30 септември 2002 година е откриена гробница со гробни прилози од разновиден материјал, кои датираат од 5 век пред нашата ера. Меѓу нив најзначајни се златната посмртна маска и златната ракавица со златен прстен. Ова епохално откритие на македонската археологија дава дополнителна научна светлина во разјаснувањето на надалеку прочуената некропола, Требеништа во близина на Охрид. Во 2002 година Македонија се збогуваше со доајените на македонската народна музика Петранка Костадинова и Александар Сариевски. Јас можам исто да кажам за македонските доаени наши, кои не се меѓу живите сега.
kao što je jedan Nikola Badev, kao što je Vaska Ilijeva, Dobre Stavrevski, od tije koji su umreni Sarijevski, Petranka, takvi ličnosti koji se dale golem doprinos za Makedonija i za narodната muzika naša. Преку музиката, устари, се знае еден народ. Нерешените 2:2 од Саутемптон во квалификациите за Европското првенство 2004-та може би и немаа големо резултатско значење за македонската фудбалска репрезентација, но за секаков респект беше она што го прикажаа нашите играчи. Сонот да се надигра тимот составен од суперзвезди како Бекам, Джерард, Овен и Сколс, таа вечер стана реалност. Незаборавниот погодок на Артим Шакири постигна директно од корнер, уште долго време ќе ги грее срцата на македонските фудбалски набивачи. Шакири? Шакири гол! Гол! Води репрезентацијата на Македонија! Каков резантен удар! Ова беше вистинска уметност! Шакири! Шакири во 11-та минута! Студент душ на стадионот Сесперис! Води репрезентацијата на Македонија Ериксон. Не знам што мисли сега. Навистина ова беше прекрасен момент за нас, македонците овде. Погледнете како гол на Шакири. Срца една молитва. Македонија навива. Оваа година ќе биде запаметена и по најголемиот спортски успех. Триумфот на женскиот ракометен клуб Кометал Ѓорче Петров во Лигата на шампионите, кој по 2000-та година повторно се најде во финалето. Македонија беше обземена од славеничката атмосфера. Победата на Кометал ги врати насмевките на лицата на македонските граѓани, на кои вербата во сопствените потенцијали и потенцијалите на својата држава им беше неопходна во овие тешки времиња. За прв пат и ние во нешто бевме најдобри во Европа. Имавме група, да ви кажам, ја на некои утакмици, на некој надпревари ден денеска не се сеќавам како кроз магла беа. Се сеќавам дека у Шпанија ми вика дека изигравме 15 разлика водевме против и у Полска и во Шпанија. Се гледаше веќе тогаш дека ние таа година ќе направиме нешто. Сега дали пак ќе дојдеме до финале или ќе го освоиме, ма се гледаше, бевме стварно тим, бевме како една целина. Ние не бевме само екипа, него ние бевме како фамилија. Јас сум љубител на спортот и секој вид на спорт јас го поддржував. Не е тоа само ракометот и одбојката тогаш ја поддржувавме. Тогаш студент кометал беше, потоа влеговме исто така и во фудбалот, така да љубител сум воопшто на спортот и афирмација на спортот во Република Македонија. Меѓутоа, ракометот се покажа како еден најпрогресивен дел во кој што најголем ентузијазам се покажа, во кој што дури нацијата, народот се истовети буквално со клубот, со Ѓорче Петров. И навистина тоа беше поттик и за мене како спонзор и за целиот клуб да направиме чекор повеќе. 33 секунди остануваат до крајот. Еден гол го води Кометал во финалето. Успешно одиграна одбрана. Значи финале за Ларвик. Сето тоа во само 33 секунди. Будимир. Бујанова, кој ќе ја преземе одговорноста. Будимир. Бара позиција, бие и гол! Се бодрат меѓу себе нашите ракометарки. Последни 5 секунди на одлука. Разбирливо. Подлабока зона и не може да се одигра. Топка во аут, минува времето. Крај на мечот, Кометал е во големото финале. По втор пат во историјата на клубот. Значи, тоа е долг процес, додека се створи тим, додека се направи име во Европа, додека влеземе во структурите на Европската ракометна федерација, додека воспоставиме комуникација и додека направиме систем како да се дојде до титула. Феноменална атмосфера, нема да биде поинаку во текот на сите 60 минути. Касатович обид да мине со страуба и гол! Речисти и идентичен почеток како да нас преварат со Ларвик.
Знам, Луминица влегуваше во соба кај мене, ви вришташе, скокаше, валјда таа енергија, сила да негде да ја потроши. Кога искочивме, кога тргнавме со автобус према салата, не можам да опишам тие. Сите седевме, секоја за себе нешто мислеше. Не знам, кој знае која, што само седевме погнати глави. Кога влеговме во салата, веќе беше полно пред 2-3 сата се наполни. Знаевме дека мораме, дека од тука не смеме да излеземе ако не победиме. Тука имавме голема поддршка и од публиката, од граѓаните на Република Македонија и секако една освоена титула во 2002 година и понатаму 2 вице-шампионски титули сами за себе говорат дека навистина тоа беше една ренесанса. Таа еуфорија, тие луѓе, тие, значи, погледи, тоа не може да се опише. Тоа е стварно големо чувство кој и сега ме тера на возбуда, не да на плачење, валјте од среќа можда. Ретко кој може такво нешто да доживе и сега еве после 9,5 години, следна година е 10 години од освајање на Лига шампиона, пак имат чувства, пак е тоа. И се сеќавам и Шрауба кога беше, сите луѓе ме зауставиле, прашаат како беше, дали вежбаше. Све е тоа спонтанно. Напад на Кометал, Бујанова, Кастратовиќ, тешко се доѓа сега у позиција да се бие Калиниченко, повторно Кастратовиќ, Платон добро блокирана, Кастратовиќ! Ова име говори се, ова вреди да се види, 9 погодок, ова не го може секој. Кога не знаеш што ќе правиш од топка, шутни на го. Кога не знаеш што ќе направиш, кога веќе е конфузно, кога нема ситуација, така требало да биде, веројатно. Значи, треба да бидеш и добро. Не може да кажеш така требало. Треба да имаш и моментот. Јас знаев што сакам, ама така се направи да тоа биде стварно еврого. Така изброиме и овие последни 5 секунди. Цепелини гол! После тоа, кога заврши надпревар, кога емоции, кога искочија сите луѓе на теренот, кога почна и трубачи, не знам, сите беа, ја не знам, се што имаше тамо. Ние отидовме во соблекувална, после имаше доделување, знаеме дека ни кажува, почна дожд до тогаш, на плоштад никој не сакаше да се тргне. 2 сата не чека, пошто ние моравме после надпревар доделување на медали, на пехари медалите. Значи, тоа све беше 2 сата, луѓето чека, 2 сата не чека на плоштадот. Почна дождот да врне. Ние кога дојдовме, мислам што да ви кажам, еуфорија. Не можам, ми се плаче од возбуда. Чувството на самиот народ, што направивме тоа, што беше држава како едно, тој момент стварно е за паметење и тука ми и ден денеска стои.